Секако дека не сум задоволен од одговорот и немам дополнително прашање, затоа што се јасни работите. Министерка за одбрана. Факт 1. Во 2007 година земјиштето е празно. Факт 2. Во 2009 на земјиштето има куќа која е изградена без градежно-техничка документација, значи е диво градба. Факт 3. Хациендата со базен е надградувана до 2016 година. Факт 4. Ви го дадов имотниот лист со детален преглед на податоци со адресата на хациендата. Факт 5. Сметките за вода на таа адреса се на име на таткото на почитуваната министерка, тие не сум ги измислил јас. Факт 6. Министерката по лична карта се води на истата адреса и тамо го остварува своето гласачко право. Зошто не ја кажа адресата на живење? Фактите говорат сами за себе. Министерката за одбрана бега од фактите и не ја пријавила луксузната хациенда со базен додека е на функција само затоа што таа е диво градба. Односно, бидејќи за тоа дејание согласно член 244а треба да лежи затвор од 3 до 8 години. Член 244а вика: тој што гради или изведува градба или врши надзор над градба на сопствено или туѓо земјиште без одобрение за градење или спротивно на одобрението, ќе се казни со затвор од 3 до 8 години. Ако делото од овој член е сторено заради продажба, почитувана министерке, како што тоа сте го направиле вие, ќе се казни со затвор од најмалку 4 години. И токму затоа министерката не одговори дали го продава само земјиштето или земјиштето со куќа, затоа што одговорот лежи во свесноста дека одговорност за ова порано или покасно мора да има. За да застари делото потребни се 16 години, односно до 2032 година. Да бевте министер во влада, во земја која има нормално општествено политичко уредување, во која има изградено вредности, доколку вие лично ги поседувавте тие вредности, досега ќе бевте заборавени и ќе бевте дел од лошото минато на министерувањето со Министерството за одбрана. Но бидејќи еве очигледно не ги поседувате тие вредности и чекате некој друг тоа да го направи, еве јас јавно на јавна сцена ве повикувам: станете Славјанка, престанете да лажите и да ја манипулирате јавноста и поднесете си оставка. Не може лице која лаже, гради дивоградби, не пријавува имот да биде министер за одбрана. Благодарам.